За 10 години медицината ќе го победи меланомот, еден од најсмртоносните видови на рак кој се јавува на кожата. Канцер на кожата вече, карцинома базоцелар, карцинома спиносолари, те се лекуват дефинитивно. Обаче има един огромен прогрес в лечението на най-злокачествения тумор изобщо в човешкото тяло, меланома малигнум. Сега навлезоха много имунотерапии на това заболяване и смятам, че в един момент след 10 години ние ще се поздравиме след с напълното му овладяване, което днеска не може да го кажем, че е така. Напредокот на дерматологијата нуди и нови решенија за лекување на лузни од акни. Present two kind of topics. One is for acne scarring, scars after acne, and then rejuvenation of the face with botulinum toxin, Botox and all the other products. Is the Botox useful at the present time? It is very useful. It is very useful, and now it is a worldwide experience for rejuvenation, not only of the face, but for other part of the body. Се ова беше кажано денес на научниот симпозиум посветен на дерматовенерологијата, а организиран од Медицинскиот факултет на УГД. Имаме околу 100 дерматолози од Македонија присутни и студенти од универзитетот преку 300. Така да е еден голем настан кој се радувам дека го организираме успешно. Со нас имаме врвни експерти на оваа тема. Тука се професор Кацанбас од Атина, професор Цанков од Софија и уште десетина други професори, меѓутоа овие два се да кажам водечките личности на балканската дерматовенерологија. Ова е ретка можност штипските студенти, но и професори да се запознаат со најновите трендови во светската дерматологија. Гледате дека дерматолошките болести се едни најверојатно од најзастапените болести кај човештвото. Покрај тоа, покрај тие што ги третираат тие болести со секојдневни нови методи, тие одати во дополнителен сегмент, односно во сегментот на така наречена естетска дерматологија. Со денешниот научен семинар, Универзитетот Гоце Делчев го започна одбележувањето на годишнината од своето формирање.